Македонија е пред дестабилизација со трајни последици. Бугарскиот премиер Бојко Борисов предупредува на сериозни безбедносни предизвици со кои се соочува Македонија, а со тоа и целиот Балкан. Борисов тврди дека информациите со кои располага покажуваат дека дестабилизацијата што и се подготвува Македонија оди преку мигрантската криза. Просто Македонија беше една од државите които с помош и особено од Вишеградската четворка положи многу усилија да спре бежанската вълна. Бяха направени много опити и македонският президент ни запозна, включително мене и с информация, с писмо, което предоставихме и на Европейския съвет, с доста така солидна подготовка за нападение, нека го кажем, на техните граници от организирани групи, и то случаи. Бяха провокирани, използване на сълзотворен газ, нещо, което веднага не се одобрява от демократичната общественост. Бяха подложени на натиск и вчера се случи това, което днеска ще продължи, и то ще продължи и по-дълго. Македония ще бъде трайно дестабилизирана, според мен. Дано греша, но дори и изборите, според мен, са им подложени на риск дали ще ги проведат изобщо. На листа линија и бугарскиот председател Росен Плевнелиев, кој пак нуди и помош за изнаоѓање на решение за кризата. На сериозна загриженост за Македонија предупредува и австрискиот министер за надворешни Себастијан Курц, посочувајќи дека е неприфатливо да се употребува сила врз македонската полиција во зачестените инциденти од страна на големи групи мигранти кои се обидуваат да навлезат од Грција во Македонија. Инцидентите во кои се применува насилство против македонските безбедносни сили се сосема неприфатливи. Ние сме соочени со апсурдна ситуација во која нерегуларни мигранти користат сила за да навлезат од земја членка на Европската Унија во земја која не е членка на ЕУ. Мораме да испратиме јасна порака дека политиката на пропуштање илегални мигранти низ Западен Балкан е завршена, вели министерот Курц во интервју за МИА. Тој потенцира дека Унијата мора да стори се што е можно за Македонија да ги заштити своите граници и тесно да соработува во борбата против шверцерите со луѓе.